Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4 и сите вие кои не следите преку нашиот видеострим во живо на facebook.com / Радио Лидер 107,4 и сите вие кои подоцна ќе не следите на YouTube. Сериозни предизвици за македонското општество. Општество беше или опшество? Знаеш како. Да, беше општество. Беше општество, но знаете, јас сум трајно оштетен од премиерувањето на Зоран Заев, така што некои зборови можеби ќе се заменат да има и таква иницијатива. Сериозни предизвици за македонското општество. Анкетата на Ири го покажува тоа и ово утро ќе ја анализираме оваа анкета токму со еден човек кој се разбира во статистика. Значи, можеби како економист и како човек со математичко образование, прилично големо, кога прави политичка анализа, некој може да рече, па добро сега, знаеш, тоа е ваше мислење, но кога зборуваме за бројките, тука нема мислење, тука се е јасно и концизно. Апсолутно да, добро утро Луче, добро утро Ивица. Добро утро. Ивица, ја и ти не познаваме некој што е бољи со бројки од Самуил Малчев. Има сега да не претеруваме. Има сега да не е. Еден од најдобрите што го познаваме сега, да го ширитме на цела планета. Да, има, ама треба многу да ги молиме да не дојдат во студио за политичка Не, добро, сега имаме една друга работа. Да. Значи, луѓето кои што на вистина, еве ја ќе кажам, премногу ги почитувам од сферата на математиката, сепак математиката бара едно задлабочување и често се во својот свет на бројките. Ретко имаме во математиката луѓе кои што имаат и политички опит како Самуил. Тој е со една нога во овој свет, со една нога во другиот свет, во расчекор постојано. Така некако тоа ни овозможува да навлеземе во бројките. Значи, Самуил, ајде прво вака да расчистиме за гледачите. Зошто зборуваме за статистичка грешка која што е поголема кај телефонска анкета, која што е помала кај теренска анкета? Што е причината? Прво, во суштина е онај процент на одговор на испити. На цената телефонска анкета, кој ќе ви се јави може да спуштат луѓето и да не дадат одговор. А може и да се зафркава со одговорите. Теренска анкета што ги имате оној визуелен контакт со испитаниците, да. И тој момент е многу пореален него вие на телефон. Може на телефон било кој да се зафркава со одговори се. Одговорноста кај теренската анкета е поголема зашто сепак вие седнувате со анкетарот, питате, давате одговори. Некој помлад дечко или девојка. Да, и најчесто тоа се добро обучени луѓе кои што може да проценат дали вие си играте мајтап или давате реални одговори. И кај теренската анкета може избраниот примерок да биде пореален или пореално да биде представен. Значи, и се зошто е да речеме во Македонија се одомаќени дека сепак околу 1000 испитаници, 1200 е некоја бројка што дава репрезентативност. Едно време се сеќаваш, се смеевме ја и ти, анкета дава 400 луѓе, па и онлайн. И од тука се влечат заклучоци и така натаму. Изборот на примерокот. Има статистички метод со кој што вие во зависност од популацијата го бирате примерокот. Добро. Сега, тука има ниво на доверба и маргина на грешка. Добро. Затоа, например, вие може да кажете дека 400 избраници е репрезентативен примерок, карикирам репрезентативен. Да. Може да кажете дека како се вика, маргината на грешка е 10%. Јасно, добро. Разбирате, а нивото на доверба е 60%. Да. И сега, која е маргината на грешка на оваа анкета? На оваа анкета маргината на грешка е 2,8 со интервал на доверба 95%. Значи, они викаат дека има 1207 испитаници, викаат над 18 години, помеѓу 23 и 13 септември и 13 октомври, но овде има еден момент кој што
мене барем ми е спорен. Добро. Кој е спорниот момент? Вика националниот примерок, вика беше избран според пописот или податоците од пописот во 2001 година на статистичката на Државен завод за статистика и Statistical Office за популација над 18 години. Се вика ја земале структурата на популација според години, пол, место на живење, образование, национална припадност и регион. И сега вие кои ќе видите вака, методолошки, тоа е тоа. Тоа е тоа. Но проблемот е Што не е точен наш пописот е проблем. па проблемот е тоа, луѓе. И тој и овој. Што они во суштина, они е 7,2%, 7,2% кои што одбија да се попишат, кои што ние цело време не зборуваме. На новиот попис. На новиот попис 2021. И они Пише сега пропало тоа, да. И они сега знаете како они ги ставаат на крај на страна 88, даваат како е застапеноста години и пол се, и они по дефолт овие 7,2% ги ставаат кај македонци. Па и се македонци. Ама не знаеме сега. Научно Што се баба снило? Да. Статистички овие 7,2% треба да бидат Неизјаснети. ставени во некоја графа како неизјаснети на пописот согласно национална припадност. Или административно ги попише 7,2% и тоа методолошки, не само ова анкета. Да. Не само ова И анкета. сега ние- да речеме, сега некој наш колега би гледал вака во камера и би рекол, значи ли тоа дека американската амбасада кажува дека тие 7,2% се македонци? Значи ли тоа дека Дуи греши кога нели го прави тој балансерот и така Па натаму? види во суштина, Предпоставаш за кого зборам, нели? Да, Тука се грешат, виж кои што разузнаваш почна да вакви и ги такви гестикулираш. Јас не би влегол у тој филм, али вака интересно и знаеш изгледа вака кога го гледа човек. Не, Ако ја се мислам сеќавате- дека види, може секој да каже што сака за овие, но реално овие луѓе стварно се македонци. Добро да е. Липче, види вака се. Значи, Пописот го Види, бойкотира. види и одговара вака вичи на 6% левица, таму 7% бойкотирани. Тука некаде. Значи суштината. пол од левица се попишал, ама дел од ВМРО не се попишал. И кога ќе ставиш некоја види математика. се, значи се излегуваме од рамките на нешто е Утринска емисија, објективна знаеш. ситуација. Да. Де Добро, факто ние и де јуре, треба и да ги интуитивно, расположиме луѓето, да. интуитивно знаеме дека тие се македонци. Ај па види. Имаме милиарда примери во кои што македонци не се попишаја. Ја и Ивица дури интуитивно без анкета знаеме дека таче никој не го сака. Па добро, тоа ме треба да изпиеш на 300 кафе во градов и јас. Како беше Да она кога бидеме се видува дека кај до ветра така. Не го Не, сакам. не ни интересира. Нас не ни интересира. Суштински ова зен фаза која на времето е текнува. Да. Ирка Велиновска не ми треба мене анкета. Да, не. На пазар, Ни вака. треба анкета. Суштински ова е проблемот кој што ние го дискутиравме и на претходната емисија која Не, но беше добро, вас и види на се, претходната. не дека еве сме го учели ова ја и Љупчо, друга е која човек кој што предава математика го доближува до слушателите. Затоа Ние уште прашувам. тогаш ви кажував, нели, може да извадите ислам извадок од таа Не, ама емисија знаеш која ли зборувавме тоа за пописот, дека секој истражување во иднина врз основа на пописот 2021 еве е причината за Ама зборам за спорење. статистичкава грешка се. Знаеш ли тоа да речеме, еве, има таму Зоран Заев 2%, маргина на грешка 2,5%, значи ли тоа дека може е 0%? Па можно е. Да. Али не е 0,001 барем Еден друг момент има исто така интересен Или еве на пример, во еве анкетава. 19-11 ке ВМРО и ке СДСМ, значи дека тој распон може да е и потесен, може да е и поширок. Ќе стигнеме Ајде, до добро. тој момент и ќе кажам зошто се зема таа маргина на грешка кој ќе ги зборуваме. Добро, ајде. Сериозен индикатор е они викаат дека во оваа анкета имаат стапка на одговор од 69%. Сега, ако вие направите пресек, освен за изборите 2020 нема анкета 2019, има 2018 анкета. Сите претходни избори, 2016 процентот на излезност бил 66, нешто, Да. 2014 бил 62, нешто, 2011 бил 64% на излезност, зборам за парламентарни избори. Да. И ово кажува дека сите оние кои што паѓаат во вода, сите оние спорења дека нема да има излезеност на следните Значи, ќе има, избори. точно. Значи, оваа бројка укажува визави компарација со излезеност и со претходните анкети на ИРИ покажува дека Значи само одиме пак над милион излезени. па знаеш Ивица
поентата е што флуктуацијата на население е многу голема, која Јасно, што оди. да. И поентата е кога ќе бидат изборите. Пример, ако бидат изборите во период кога Италија има сезонска работа, се очекува дека малце ќе паѓа тој излез ради тоа што имаме тенденција. Знаеш што, Знаеш како многу фактори треба да се Италија земат во сега пресек. забележивме со Љупчо, нема да веруваш, сезонскава работа повторно се возобнови во Велика Британија. Со новите визни шеми, на пример, кога таму се собираат јагоди или шоли едно друго. Да, заради тоа што Велика Британија излезе од Европска унија. И мора да кажем, имаме еден проблем, еве сега и тоа го заклучивме, има еден проблем, значи еден дел од луѓето си работат честно, но има проблем со работните навики. Ке отидат луѓе во Британија, вака целите полетни, дека ќе земат големи пари, се враќаат после месец дена, замисли била тешка работата со бирање на јагоди и ги терале да работат по 8 часа. А замисли, ама пази се, мене ми се многу интересни фаци од Скопје, што идат да берат јагоди било каде, а тука имаш колку сакаш обработлива Ене го земја. Сара и гледа го прекрасно. За јагоди садење, тоа и добри јагоди ами не. Има ама миди тоа- седат не Знаеш како тоа вика префрли брига на други, они Да, одат да работат. и Само сега да ти- земат плата да работат во да береш јагоди у Стафордшир негде, а при Златен Сарајево. при златни јагоди тука скопски. Океј, Тоа е може и причина ради тоа што луѓето генерално имаат перцепција дека државава се движи Само- во погрешна насока. да Пример, се вратиме на страна 8, анкетата. само из тоа има неколку интересни моменти Не, ајде кои што прво математика. кои што треба да се скомбинираат Не, и зашто, да се Љупчо, видат. секојаш нешто кога зборуваме за анкета, малку езотерично е сега, што се прави, како се прави, еве, се математичар, да ни објасни. Не, еве на Како пример се на чита страна 8 анкета, во не? анкетата, вие кои ќе направите компарација со претходните две анкети на ИРИ од март 2021 и ноември 2022, во која што перцепцијата дека државава се движела во погрешна насока од 28 и 30%, сега наеднаш е 58%. Значи тоа е сериозна, Драматичен пат. сериозно мислат дека државната заврши оние романтичарски приказни, сега ќе влеземе во ЕУ, само што не ни тргнало. Да. Луѓе во сватија дека тоа беше на фейк владина пропаганда. Она здравството што беше на Да, бесплатно здравство за сите. Во цело ЕУ. Во цело ЕУ. И низа други, мечена бесполезни глупави ветувања кои што ги имаше владата. Следа дека луѓето веќе не веруваат реалната ситуација, сватија дека е сосема поинаку и дека практично не Не е имаме бесплатно во цело ЕУ. сериозен проблем. Е сега што е сериозно? Па ја гласав за Северна ради тоа. се сеќам. Ти не гласаше за Северна, немој сега да провоцираш се овде. сеќам, онака ја уште на Бразил кога ми се јави и вика, знаеш што вика, и ја вика закажа вика преглед вика на и сега ми кажу некој водечки институт таму од Париз, вика после тој датум све е бесплатно и сега гледам часот, викам во Скопје некаде 2 сат, некој добар учек, кај веројатно викам кој знае што се случува. По некој време ми се јава, се клешти, се смее нормално, дека Те зафркава. дека зафркава. Ама видиме, суштинската работа е друга. Пример, знаете ли вие, според анкетата, во овој момент што е најголем проблем во државава? Луѓето што мислат дека им е најголем проблем во државава? Економските без парицата. Луѓето ли се гладни? Првите пет причини кои што луѓето или првите 5 разлики што ви кажуваат дека се голем проблем, сите се 5 економски. И тоа се 65% од одговорите, значи нас ни кажуваат дека луѓето ни се гладни и од тука е онај претходниот процент дека Луѓе, држава имаме ни се движи во поголема. Имаме брейкинг од цивил медија. Ово. Ајде да чуеме, Ајде ми Значи, Ескобар им рекол на цивил медија дека најнационалистичките партии се најкорумпирани. И борбата против корупцијата уствари значила тоа. да умре вчера немаше да знам дека СДСМ била националистичка И партија. јас исто. Ова е откритие за мене, ајде. Ова е за мене страшно откритие. Значи, ова дури и за мене Не. Значи, види, посебно време на Заев е да национализам бликаш. да не мисли на Знаеш, Дуи, бе. поентата е што На Дуи да не мисли. Ајде. Поентата е што ја не знам стварно ова млеково од државни јасли толку ли ми го пореметува паметот на луѓе, мислам стварно не ми е јасно. Добре, имавме и други политичари кои што им се ложеше од печурки на место. Добре. Да се вратиме назад, ајде после брейкинг. Добро. Што стигаме до корупцијата. Корупцијата и криминалот се со по 5% застапени во ова. Значи,
суштински е ние кај нас дека луѓето ни се гладни и тоа е треба да биде патоказ дека фокусот во следниот период ќе биде битка околу економски прашања и тука паѓа една сериозна пропаганда на владата во вода дека они ефикасно се справуваат со кризите. Еве што им мисли народот. 65% викаат дека имаат економски проблеми или дека економски се проблемите во државава. И тука колку и год пати да испане, да каже Ковачевски, дека имале мерки, дека се справувале. Па да го слушаме Маричич колку биле добри или не знам, останатава, да кажам, полуписмена багра на власт. Суштински е дека народот мисли дека сите економски политики на владава паѓаат во вода. И дека имаме ние суштински проблем од тој аспект. Сега, што еден друг исто така суштински проблем кој што ќе го гледате. Јас вчера доста време ја ангажирав, ја анализирав анкетата. Например, во континуитет. Ова само ти кажам, вчера слушнав еден добар виц во кафеана. Вели затоа што вика страшно делува вика през името на американскиот специјален претставник на Балканот за Западен Балкан Ескобар. Вика уште пострашно ќе биде вика како замисли вика европскиот специјален претставник вика за Балканот да се вика Корлеоне. Тогаш вика наши веќе се уплашат и ќе слушаат. Да, добро ние. Зезанција. Да, суштински да. Исто така значи ова го потврдува и фактот дека околу 90% од луѓето мислат дека државава ни е понестабилна. Во однос на претходниот период. Бе војна е бе Самуел се. Ама види Вица, знаеш како анкетава суштински ја побива целата фейк пропаганда на владата. Значи кој ќе ги ова се бројки, че ние може утре да излеземе и со политички памфлети да кажеме што сакаме, дека ние сме стабилни, да не се секираат, како беше на имаме во 21 век храна и струја обезбедено. Суштински 90% од луѓето мислат дека ситуацијава е понестабилна во споредба со претходниот период. Точно. Да и претходно имаше и ковид криза. Апсолутно. И 2011 и еве на пример во кризата 2012 на финансиска и се таа бројка била 70%. Ма чекај бе види. Значи на оние што мислеле дека колку е ако тргнеш од овдека до Одеса за еден ден ќе стигнеме со кола. Така е. Војна така е. Тоа е едно. А втора работа, искрено, знаеш, се одолжи овој период ковид, бегалска криза, ковид криза, не знам се. Да, ама во суштина, знаеш, ние тоа е се факт, пошто влие на ситуација. Да. Но суштината е дека види, немаш, на пример уште еден немаш потаток влада која што ја демантира тоа. Кој што ја демантира со сите. Во ковид. 2020 февруари луѓето 23% мислат дека квалитетот на живот им се влошил. 2022 што мислиш ти колкав е процентот сега? Не знам колку. 53. Еве, значи анкетата на или страна види, па не треба влези во супермаркет ќе видиш колку. Страна 14. Отиди на бензинска значи ситуацијата се влоши, то пази. 2018 е 23, 2020 е 23, 2021 е 38, 2022 е 53. За кои економски политики ѓаволо побогу зборува владава дека владиле со плот? Кога луѓето 53% од луѓето викаат дека квалитетот на живот им се влошил, 41% викаат дека кубурат, дека се тука некаде. Се прави муабет за 6%, кои што викаат дека им се подобрил. Па напред пресек фамилија на власт плюс минус луѓе во околу нив. Значи ете ги тие. Така е. Така е, во право си. Значи мнозинството од луѓето викаат дека квалитетот на живот драстично им се намалил, им се влошил. Се влошил. Или не само тоа, еве се знаеме од јануари следат повисоки сметки за струја. Така е. Сега имаме едно, например, исто така имаме ист податок, например на страна 17 вика дали месечните примања вика ги задоволуваат потребите. И што велат народот? И тука паѓа приказната, покачивме минимална плата, покачивме просечна плата. Укинавме радиодифузна такса. Значи 29% од луѓето викаат дека воопшто не ги покриваат. 38% од луѓето викаат дека недоволно ги покриваат. 28% викаат да некако
се снаоѓаме. Тоа едва ги покрива. Едва, значи тие се оние малце на Ја днулата. цел ја колку и да заработувам, секи бидам едва. Значи се врати Љупчева емисија од кога го спомна Ескобар и Џабир Дерала, го снема 5 минути. 4% вика Се уплаши од Џабир. Викам дај да почнам да се контрирам ја. И сега тука практично во вода паѓа приказната, сите приказни на владата и за покачивме минимална плата и покачивме просечна плата, покачуваме пензии, покачуваме ова, покачуваме она. Само 4% од луѓето викаат дека живеат. Како беше на веселата математика на Рачковски, на скриеното покачување. Луѓе го принудиле, вчера имаш информација, го принудиле Евана. Тоа Од регулатор на слушај. Спиралата, така поголема глупост е неопштеството во живот. Го принудиле Евана од регулаторна комисија на секоја сметка за струја да ја истакнува субвенцијата од владата која не постои. Уствари е весела математика колку е струјата на берза на Хупекс, а колку е цената од нашите, пак ќе кажам, што сме ја земале од нашите централи македонски, и тоа се прикажува дека владата со пари ви е субвенционирала вас сметката. Како на сметкиве за парно или што исто, сега поново на старите ги немаше субвенциите која беше бек. На нови вести Стојко ќе видите вие толку субвенција добивате. А како е платена субвенцијата од твој данок? Не. Ама тука на пример имаме уште еден момент. Ама не постои, не е платена. Уште еден момент имаме тука. Еви да е платена. Ама не е. Зошто Скопје добива субвенција? Ако кого е платена, ако не сама која е наша фирма. И тие луѓе плаќаат данок. Значи Ивица. Значи Козјак централата е наша централа. Не може некој да ја плати на таа централа за субвенцион. Да, но има еден проблем. Козјак е антизападна централа, Кинезија граде. Нема тука. Добро, и автопатот кише во Охрид. Денеска некој чудно расположение. Ескобар малце го изваде од контакт. Почнеме Козјак да спомнува автопатот Миладиновци. Тие сте сериозни. Ме фатив. Тоа е антизападна струја, значи овдека, молим. Ме фатив. Тоа е сериозен. Чека да се вратиме се на сериозни теми. Значи сакаме да кажеме дека граѓаните види. Ајде се да споредиме. Ова е сериозна. Само да споредиме сега. Значи кога имавме оној вртлок на криза. Значи можеме што сакаме да зборуваме за Никола Груевски, за неговите влади. 2009, 2011, кога беше економските кризи, без разлика на се гледаше дека постои влада која што е одговорна Македонија да ја суштински во разлика имаше во вакви економски кризи или во вакви кризи кои што се, вие мора да имате два профили на луѓе во влада. Визави стабилност и така. Значи вие мора да имате добар микроекономичар и добар макроекономичар кој што ќе ги некако ќе ги води едниот микроекономски, другиот макроекономските политики. Ние за жал во оваа влада не гледаме таков стручњак кој што ќе влеваат доверба дека знаат што работат. И тоа еве минимум конзистентност. Знаеш како вика Гоце Делчев, труд и постојанство. Значи тоа во суштина ние не го гледаме сега. Ниту имаме конзистентни постојани политики, ниту гледаме дека некој се грижи. И не само ние ајде сега сме седнали овде путрински дебатираме, народот им го кажува тоа. Народ, замисли, во 2020 година 11% од населението вика дека не може да си ги покрие сметките, 32% вика дека некако лошо, 51% вика, што го вика Љупче, едве ги покриваме. А сега ви се 23, 38, 36. 5% викаат дека тогаш покриваат сметки и живеат убаво. 2020, тоа е други 2 години, само 2 години од сега. Само што беше избегал Никола Груев. 5% викаат дека ги покриваат сметките, сега викаат 2% ги покриваат сметките. Ова се поразителни бројки, вие кои ќе ги суштински кои ќе ги анализирате. Само мора да одиме со кратка пауза за реклами. По ова што кажа ти дека ние времето може слободно да почнеме да го мериме како на Мека и Медина, ова е Скопје Будимпешта. Да. Одиме со краток блок на пауза, па се враќаме назад. Пак те фати црвено светло? Честитки!
што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Додека сите вие слушавте рок, ние слушавме српски чалги овде. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели на прекрасната фреквенција 107,4 и сите вие кои не слушате на нашиот видеострим во живо. Самуил Малчевски, нашиот гостин со кој ја анализираме, правиме една мега анализа на мега анкетата на мега интернационалниот. Не, они се само нарачуваат, ова е на Брима Галуп анкета се. Ама суштински анкетата освен методолошки што на почеток може да се спорат тие седуме, многу добро структурирана и многу длабоко навлегува во општествените проблеми. Да влеземе може во политика сега? Ај пред да влеземе во политика, она моја болка што имав со пописот, што никад не можам да го преболам она фалсификување грубо. Ова анкета покажува дека исто така е спорен попис од 2021. Зошто? Зошто на прашањата
само да видам, тоа беа 21 и 22 22 страница околу јазиците. Вика, Да, тоа и мене ми Вика- влезе во очи, да. дали вика кој јазик вика треба да се зборува до ниво до кое што треба да се студира и да се работи на тој јазик зборува за територијата Република Македонија, вика многу повеќе одговори беа дозволени, вика предадени се само 3 јазици овде. Добро. 87% од луѓето мислат дека треба течно да го зборуваат македонскиот јазик, Што е нормално. за да 66 беше по пописот. Добро да, ама И сега, ама пази, уште еден момент има на страница 22 викаш дали сите граѓани без разлика на нивната етничка припазност треба да зборуваат перфектно македонски јазик на ниво на држава, 84 викаат да, поста. Сега ќе ги компарирате со податоците добиени во пописот, имате огромни неслагања Да, но во ова веќе е став, тоа е таму кој го говори јазикот. Да, Не, зашто? ама Затоа што, Љупчо, ова е- ти ако мене, дома, например, ако Што дома она го што- говориш македонскиот Ама, јазик, само, да. знаеш што забележуваме ја и Љупчо кога се движиме во Македонија? Например- Значи постои еден дел на на албанци интелектуалци во Македонија кои што гледа дека во моментов на Балканот е единствена албанска популација која што има контакт со славјански јазици е популацијата на Ние да македонски речеме албанци. дома Тој сме, дава предност. Така е. например, за ние едно за по друго. дома сме Ма суштински билингвални. да, ама- Имаме, нас дома да речеме, имаме два официјални јазици. Дома. Кавадаречки и пехчевски, но македонскиот јазик и течното говорење на неговиот литературен јазик не е Комуникационен код да се разбере. официјален јазик, да. Љупче, Така ама и ако го ова. видиме, И ако го сметаме видиме дека треба нивото, секој да го ако го видиме зборува нивото тој- на националистичка тој јазик. реторика, кој што е присутна во државава, значи ова не кореспондира со фактичката состојба, поготово или со големиот популизам кој што албанскиот блок или кој политички партии на албанскиот блок го кажуваат мора да биде вака, посебно мора она насилие политичко кое што во континуитет тоа е политичко насилие, ни го пласира. Значи сепак народов малце поинаку мисли. Не, и се сменија работите, види се, ако да речеме дека имаше некои моменти, мораме да признаеме, 80-тите, 90-тите некои македонски, како да наречеме, лингвистички како да го наречеме, македонско лингвистичко наметнување. Сега обратно е. И се клапново треба да се смири во некој нормално, знаеш. Пропорцијава малце е Не, чудна. јасно. Малце е чудна пропорцијата и тоа е сериозен момент кој што треба да се дискутира. Значи јас разбирам, ајде да кажеме да е околу 70-72%, па ваму било негде 66%. Да се разбере. Па можеме некако да го оправдаме. Оваа диспропорција е сериозен Значи, проблем. со сето дивење што го правеше Дуи, покажа дека нема манипулација со бројките. Дека нема, тоа се суштински. Не може да има манипулација со бројките и дека овие препумпани бројки се тотално нереални. Нереални. Дека на Македонија е потребен реален попис. Тоа е поентата. Ни 2002 беше реален, знаеме. Не беше реален. Ни ово е реален. Тоа е поентата која што сакам да... А најголемата срамота е онај тико математично, знаеш се, она кога балансерот. Не, тоа е жива глупост. Тоа е срамота. Тоа е жива глупост. Нема некој што може тоа да го И отбрани. знаете зошто е жива глупост. Еве на пример страна 24 во која институција имате најмногу доверба. Вие кога ќе видите, значи банките ако ви се на 13%, а не ви се немате државна институција на прво ниво, образовни институции во кои што знаеме дека балансерот не игра. На тука не ми се игра допаѓа, иако американци наречат ли, каде е бе црквата и војската? Не ги нема. Тоа исто да го забележат. Значи има ли америчка анкета каде што не е војската и каде што не се Але друг еден момент е многу битен. Да. Друг еден момент е многу битен. ДКСК има 5% доверба, 46% не веруваат во нејзе. Судството има 4% доверба, Ја имаше 52%. полицијата или полицијата? Полицијата има со 10% визави 24% да не, некаква доверба има 40%, пардон, но суштински во поврзано со ДКСК и со судството, ова е анкета пред да ни се случи синот на Талат Джафери, пред да ни се случи списочето во Републички судски. Добро, за ДКСК, види, за ДКСК ми е логично. Очигледно е напорот на определени центри од меѓународната заедница, сега ДКСК да е новиот спасител, новото СЈО. Ке заврши еднакво неславно. Нема, мајве бројките се Значи сите измислици завршуваат. Нема хубаво нешто од бројките. Бројките вика 5% од луѓето веруваат во ДКСК. А дали затоа ја од искуство можам да Или кажам. го мереше и СЈО, го има СЈО се зезна.
Него не. Морам се вака да си прашам да. Во има се моментално во Идризово, мислам. Војската да е тука, ќе биде сигурно највисока. Да, црквата исто така. 5 пати повисоко од банките. Да, Не е битно, ама гарант. Али да, чудно е зошто ги нема војската или на и религиозните институции. Да не е црквата, да е исламска верска заедница и тие работи. Суштински не гледам зошто има ги нема. Но еден момент е и овде има една интересна работа. Опозицијата има 8% доверба, владата има 7% доверба. 36% не веруваат во опозицијата, 44% не веруваат во владата. Значи овде е таа интересна компарација ако може да се каже во тие. Чекај, ајде да влеземе сега политикава. Мислам дека веќе доволно. Прво момент, пред да влеземе во ова, има уште еден момент кој што многу малце луѓе го анализира. Вика, дали верувате дека демократијата е најдобра можна форма на владење во вашата држава? Добро. Замислете оваа влада која што се кажува како најдемократска, има пат од 10%. Име због ти со демократијата. 61% народот вика да. 50 во 2020. 51% вика да сега. 10% е огромен пат за само две години. За влада која што обожава да каже дека е најдемократска, дека мејти млеко ни тече од демократија. Ова е влада доведена на власт, ова влада не е демократска. Не е демократска и тоа. Сега, уште еден момент битен пред да влеземе себе ќе влегуваме полека во политика. Да. Владата вика дека е нетранспарентна. 40%, страна 31 на анкетата викаат дека не е. Само 5% викаат дека е да. Октомври 22. Визави, например, јули 18-19 викаат дека не е, 20 викаат дека е. 7% немаат, одбиваат да одговорат, сега 2% одбиваат да одговорат. Кого лажат? Ова е бројка, буквално, што ќе кажат се, Ири фалсификувала анкета, ВМРО ДПМН нарачала анкета со која што ја отцрнува владата. Јасно. 40% народот мисли дека владата не му е транспарентна, 20 некако се согласуваат, не се согласуваат, 25 некако не се согласуваат, 5% викаат да. Значи тоа е сериозен показател за точно пресериозен. Да. Сега, што е исто така еден многу битен податок, страна 32. Дека дали сметате дека владата работи според закон? 43% викаат не. 3% викаат да. Сега, тук има уште еден момент, кој што ја мерат и опозицијата, кој што викаат дали ќе работат по закон. Ако дојдат, тука е 35% со 5%, и ова е моментот кој што е битен за опозицијата. Значи, после ова анкета треба да им укаже на политичките партии од опозицијата дека веќе е време да размислуваат кои кадри ќе ги промовираат во јавност или како да го подобрат својот имидж. Да. Зашто опозицијата има простор за подобрување. Владата нема. Јасно. Владата сега е влезена во вртлогот на криминал и корупција и сега Па не кој да излези од тој вртлог ќе каже за другите. како булдожер опозицијата, така. Како ќе кажат како булдожер, бројкиве сосема нешто поинаку покажуваат. И ова треба да биде силен индикатор за изборот на кадри на јасно. На следните избори. И покрет не црвен, него двоен црвен картон за власта, но жолт картон за опозицијата. Црвен по црвен за власта, а ова е сериозна индикација за опозицијата во кој смел треба во иднина да се движи. Ајде одиме сега во делот на рейтинзите. Првиот интересен рейтинг вика кои три министри во владата ја си работата добро. Не, чекај да го ставиме прво да стигнеме на рейтингот на партиите. Не, ќе стигнеме од партиите, така оди анкетата, ајде да го следиме редот на анкетата. Ајде, ама да не нешто. Ќе стигнеме. Ајде, стигнеме. 45% од луѓето викаат дека ни еден министер не си обавува работата како што треба. Добро тоа. 12% одбиваат да одговорат. Сега го имате Ковачевски со 10%, Оливер Спасовски со 4%, излези Стани Цаци да те види Салу со 2%. Мислам, ова е прилично и смешно. Добро. Прилично и смешно. Ако гледаме кои три министри не си, значи прва е кои три министри си работат добро, са кои три министри не си работат добро.
Тука пак води Ковачевски со 9%. Ваму 10% викаат дека добро работи, ваму 9% викаат дека не работи добро. Но 27% викаат дека сите не работат добро, 23% одбиваат да одговорат. Што тоа е горе-доле слично на процентот Јасно, од претходниот пат. А дали го има битици, затоа што вчера дала изјава Љупчо, знаеш ли кој е виновен за судството? Фатмир Бетиќи, Кој? Груевски. И дека по 21 после 5 години по 21 да ме прашам нешто. Дали имаше некој новинар кој што го праша, добро ветивте генерален реизбор на судии и обвинители. Тоа сте со тоа? Од избори добија. Излегува на избори и со ветивте генерален реизбор. Бетиќи 4% викаат дека добро си ја работи работата, 3% викаат дека лошо си ја работи до работата. 2006 година, затоа што се замисли до 2006 дека имало некој си демократија, либерализам, после 10 години и тие 10 години глупости се тоа. Ама ви народот што викаат? Од 61 51% сега викаат дека демократија е добар начин на владење. Смешно. Смешно. Кога ќе ги видите вака бројките, а знаете кој е најинтересен за коментирање? Најинтересен за коментирање е Љупчо Николовски. Го нема во графата дека си добро си ја работи работата, ама го има во графата дека лошо си ја работи работата. Значи застапене. Горе доле Маричич е еден ваму стабилен. Ма не, лошо си ја работи работата, викаат дека 3, еден викаат дека добро си ја работи работата, лошо викаат дека 3. Ке него е таа диспропорција огромна, огромна. Сега влегуваме во моментот на политички партии. Еве да чуеме. Сега. Ај прво оној што значи да видиме за изборите овој рейтинг 19-11. Овој рейтинг за изборите сега ако правиме компарација со предходните само да видам ги имам и само да го најдам тој момент на рейтинзи и на политички партии. Веќе на памет ги научиме 19-11. Да, горе доле. Само да видам, се треба по компјутер имам теш многу работи. Знам дека тоа го има објавено, еве ги анкета излезено, тоа е тоа што ми треба. Например, ајде тако правиме муабет со тако правиме компарација со кои избори, да правиме компарација со 2016 изборите и со 2020 изборите. Пример 2020 изборите анкетата покажала дека ВМРО ДПМН имала 21,9% рейтинг, сега сум имала 19,9%. Добро, таа е предлокалните избори, веќе загреана атмосферата, да, значи да, има ама 2%, ова се непосредно пред изборите. Значи тогаш резултатите или на изборите беа тука негде. Добро. Ако се земе во предвид дека во суштина голем дел од луѓето или 38% одбиваат да дадат одговор, што по дефолт тие некако се распределуваат во избори, најчесто се опозициски настроени. Чека само да видам, и политичките партии беше 52%, со 5% одбиваат да одговор, само малку. Добро, меѓутоа еве да земе, значи Не, ајде вака конкретно, неодлучни се 20, огромна е анкетата, значи мора човек да 21% одбива да одговор, не 7% одбива да одговор, 21% викаат дека не се одлучни и 12% викаат дека нема да гласаат. Генерално историски е, ќе ги анализирате податоците од претходните избори, кажуваат дека овие гласови некако се распределуваат. Да, кај опозиционите партии, во која што е во која што анкетата. Да. Сериозно мислам дека следниот избори ВМРО ДПМН и тоа како ќе ги добие, ако нема некој голем скандал во следниот период, не гледам да има. Што би имало некој голем мислиш скандал? дека опозицијата која нема скандал, кај власта ќе има. Кај власта ќе има секако, знаеш зошто. Само да видиме. Но ајде дај да видиме сега. Да видиме, значи ако правиме компарација. Вчера бев на една емисија. Ако правиме компарација, вчера бев на една емисија другарот на мојот другарот на Љупчо, Пеџа. Добри, мене ми е константен. Пеџа каже една убава работа која што ја поддржам во смисол дека ако има јасна разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, а ќе биде јасна разликата, тогаш сите оние приказки дека сега ќе се прават некои коалиции, нема види. Значи без разлика на се. Ова анкета, вака поставена, која ставите во некој прост линеарен математички модел,
вика дека ВМРО ДПМН на следните избори нема да биде под 52 претеника. Што е ај прави влада Кој е, ама еден момент има овде кој што не е вклучен. Јасно. Ние овде се уште него гледаме Максим Го нема Димитриевски. Макс, а го има во рейтинзите. И тоа не е скромно. Заради тоа што во овој момент неговото движење се уште не настапило на парламентарни избори, не може да се земе на ниво на цела држава, настапи на локални избори. Може би ќе звучи. Сега кој е момент кој што е битен да направиме? Може би ова ќе звучи чудно што ќе кажам. Лјупчо, меѓутоа фактот што имаше цел караван на Социјалдемократскиот сојуз низ Македонија не беше предизвикан ниту од порив за одбрана на францускиот предлог, ниту од порив за одбрана на било што. Тука едноставно стравот од подемот на движењето на Максим Димитриевски и влезот на Максим Димитриевски во базата на СДСМ, кој ја предизвика овој караван, кој што на крај ескалираше во Скопје со булдожерот на Миле Зечевиќ, нели? Да. Сега, знаеш зашто мораме да кажеме дека ова го нема во анкета. Го нема. Максим Димитриевски се уште не се појавува во анкетата. И може, па ја не верувам дека ќе ги измеша бројките кај десно ориентирани, може малце во некој процент, два да влие, али ќе ги измеша сериозно бројките кај во центар лево партиите, да кажеме. Сега зошто што е фактот кој што викам дека не би очекувал некоја голема, да кажеме, голем скандал кај опозицијата кај власта, ако земете на страна 67, они зборат сега тука за на локално ниво. Да. Првата една компарација дали би поддржале реизбор на градоначалниците. Го видели тоа? Го видов, како не, мислам, јас седнав сериозно и анализирав анкетата, ради тоа што знаев дека ќе ме прашувате и дека ќе бидете спремни, па не сум човек кој што не сака да шпекулира и никош не шпекулирал. 42% од луѓето викаат дека би поддржале реизбор на градоначалниците, 37% викаат дека нема да поддржат реизбор во анкета која што е правена септември-октомври 2022. Значи година дена по една година претходно. Да. Една година претходно, кога во овој период мнозинство од градоначалници се градоначалници од ВМРО. Да, така е. Една година претходно, во март 2021 има исто така и правена анкета. Тогаш 32% од луѓето би поддржале реизбор на градоначалниците, 53% не би поддржале. Во период кога градоначалници би биле мнозинството градоначалници беа градоначалници од СДСМ. Да. Тоа значи дека градоначалниците на ВМРО ДПМН е полека или мнозинството моментално. Да, јасно не полека ја менува перцепцијата за работата на локалните власти. Самата анкета која ќе ги споредите вие податоците го кажува. Со тоа што имаме уште добри 3 години таму, треба да се докаже. Добри, значи се правиме муабет за период од една година. Да, уште е малце еден месец, едно друго. Па не би рекол, мислам дека Ама добро, во секој случај дека во суштина, знаеш, Ивица, како ќе почнеш на старт, така ќе завршиш. Ти има тоа, да. Значи тоа е тоа. Ако ти си учен да работиш. Меѓутоа најдобрите се гледаат по тоа. Најдобрите се гледаат по финишот, не по почетокот. Секој знае добро да почне, нели? Па ви се гледаат по тактиката, а финишот зависи од тактиката. Тоа во суштина тоа е тоа. Сега има уште неколку други моменти пред да завршиме. Например, на страна 66 од анкетата е интересно да се види моментот про ЕУ, про НАТО. Значи тука е моментот кој што е битно, да кажеме дека 47% од луѓето викаат дека нас единствена опција ни е про ЕУ, што е пат визави претходните проценти. На страна, едем само 70-та страна што вика, сега видиш, тоа е интересен момент. Вика, дали поддржувате Македонија да стане членка на Европската унија? 84% било во ноември 2021, сега е 73%. Јасно. Тоа е страшен пат. Меѓутоа види вчера баш сега едно интересен момент има. Само ти кажам, меѓутоа, дали поддржувате промена на устав? Ајде да видиме. 11% викаат да. Биди се тука тие од целата популација прави мојот. Јасна е приказната, но на страна 76 гледате исто уште значи ние обожаваме или владата обожава да ни кажува како нешто ние заштитиле. И дали македонскиот јазик е заштитен во однос на членството за преговори, само 13% викаат да. Што е сериозен индикатор за тоа што и се случува на владата. И има уште еден момент кој што е битен и зошто владата се плашеше од референдум. Затоа што ќе успее. Зашто ќе успее. Да. 77. Тоа им за мене беше изненадувачки. 77 да. Вика дека 41% ќе гласаат за
24% рекле дека нема да излезат на гласање. Да. Ова сериозно укажува тоа е на поддршката успешност на власта, да. на референдумот и затоа они се направија и во собрание и то пазете, они се однесува на предлогот на ВМРО ДПМН, што суштина ово кажува дека референдумското прашање и те како беше добро осмислено. И провоцираше народ да излезе да гласи референдумот да успее. Оти пази вика вака, ВМРО ДПМН предложи да се одржи референдум со следното прашање. Малчешки, извини, Како ќе реагирате? Колку проценти од анкетата ја опфативме до сега? Па некои добри 60%. Не, имаме уште малку вако. Скоро цела и ова беше да. она последното нешто што е интересно, што би има можело. еден дел само што сакам да коментирам, например мене ме изненади растечката поддршка кон иницијативата Отворен Балкан. Да, тоа е момент. Тоа е еден интересен момент. Интересно, тоа се последните прашања, но суштински да го финишираме само што ова со референдумот. Вака поставено прашање суштински укажува на фактот дека и некој во опозицијата сериозно мислел како да биде референдумското прашање поставено, дека тоа не било и сега на мали джокица му тек, најќе го поставиме вака прашањето. Бројките укажуваат дека со така поставено референдумско прашање референдумот ќе беше успешен. И тоа беше стравот кај власта и затоа они сите недемократски, неуставни механизми ги применија за да го поништат тоа прашање за референдумот. Исто така, ајде сега иницијатива Отворен Балкан, тоа е интересен момент, од 39% во ноември 2021, во октомври 22 викаат 51%. И види Ивица, логички е, мислам по мене, знаеш како? Кога вие го молите Вучич за вакцини, кога вие го молите Вучич за храна, За масло за јадење. кога вие го молите Вучич за масло за јадење, очигледна е на ваква иницијатива во која што Србија, Република Србија има очигледно лидерска улога. И она признавањето на автокефалност. Да, признавањето на автокефалноста. Да, тоа е тој момент. По мене логички е порастот на И не само тоа, види има една работа која што нашиот И пази, еден момент, сака. кога е падот тие кај Европската унија ти е таков како што ти е во поддршката, нормално е луѓето да бараат Ама не само тоа, види. спасува некоја Ја друга мислам дека иницијатива. нашиот народ препознава дека ова не е некоја си туѓинска иницијатива, туку напротив стварно е самоникната. Па да, во принцип Во да. суштина тука се Вучич и Рама, нашиот влета, како што влета не е битно. Меѓутоа, еве, се постои нешто што треба да се развива. Гледаме дека има некој отпор во некои кругови во Приштина, на Цетиње, во Сараево, па и во Скопје, меѓутоа по мене нормално ова не е замена за европската интеграција, но и балканската интеграција е некој добар чекор на крајот. Видиш, значи, економска. во суштина ние ако сакаме да развиваме економија и се нас треба пазар кај што ние треба да ги пласираме производите или услугите кои што ги нудиме како држава. Јасно. Во даден момент, кога ние сме свесни дека преговорите со ЕУ ќе се одвиваат какви 2030, нека не лажат. Црна Гора е пример дека лажат, класичен пример. Значи ќе се одвиваат не знаеме колку долго. Така нормално е дека ние привремено треба да најдеме некое решение. Во оваа конјунктура, сега ако имаме нов француски претседател кој што да речеме ќе реши, еве ги примаме, ќе биде вака. Во моментов го немаме. Дали суштински ние можеме да се надеваме на таа приказна, не верувам. Па не може да се надеваш на оптимизам. Не може, треба да се гледаш реалистично. Пред тоа што знаете како они викаат, уште ова попуштете го, ќе влезете. Уште ова попуштете го и тоа више трае дежаву. Или како беше вчера. Па дури каде дојде Ако си против ова, си против ЕУ, ма нема. Како не? Дојде фон дер Лајн, па не види, во суштина анкетава покажува дека главен кочничар е владата. Не е само или Ивица или Љупче, кои што му кажуваат со факти и со податоци дека они грешат. Самите бројки ги покажуваат дека владата е проблем број 1. Тоа знаеш, ако си ова против ова, си против ЕУ, како е као деца ќе се качаат на дрво и се овие го провоцираат. Ако не рипнеш си кукавица. И се не де Боже да рипне ке искрши нозе, не сваќаш. Ама тоа они што друго знаат, они немаат факти и аргументи со кои што може да не побијат сите нас кои што им кажуваме дека крадат, дека се криминалци, дека уништуваат државата. Кој аргумент? Па еве народот им го кажува исто, еве анкетата попластична од ова, подлабинска анкета од ова, они немале до сега. Нека седнат, нека си, ако знаат да ги прочитаат бројките, не верувам дека таму има некој што знае да ги прочита бројките, ама еве нека ја преслушаат емисијата. Знаат само. Не, знаат.
Не верувам, се уште. Знаат, меѓутоа види, ај се како го коментираш па тоа што премиерот каже дека ова било заради хистеријата што се создала околу францускиот предлог. А кој ја создаде хистеријата околу тие ја францускиот создадат предлог? хистерија. Јас ли вие ја создадов? Тие ја создадат. Кој го подигна нивото на очекување кај луѓето до плафон? Само што не влеговме во кога ние му викавме застанете, не бива, процедури се, правила се, приговори се. Значи не може вие само што не влеговме во кој ветуваше бесплатно здравство во ЕУ? Ја или ти ветувавме или они ветуваја? Така е. Значи, они се тие кои што ја предизвикаа хистеријата, а ние бевме како беше контра ЕУ, контра НАТО. Јас и тогаш и денеска му кажувам, НАТО и Европската унија се наши стратешки партнери, од ние немаме друга иднина освен таму. Премногу сме мали Да, за никој не ние го да спори кажеме ние сами ќе успееме. Ма кој го спори Оди, тоа? суштински работат против интересите на државата. Ние имаме, кој тоа го спомнува, ја ќе го спомнам. Ние имаме момент кој што имаме договор за стратешко партнерство со САД од 2008 година. Они даваат пасош на човек кој што е на црна листа на САД. И сега кој ја прави таа хистерија? Кој работи против интересите на Македонија? Ние кои што му го кажуваме тоа дека го прават или они кои што тоа го прават? Па да не зборуваме за онаа афера со пасошите кои што ја заташкаа со неколку пресуди за Ташка, еве сега нели тој криминалецот у Србија што рекол на судење за 30.000 евра се добил македонски пасош. Они тогаш ја заташкаа со тоа што осудија лоу левел функционери во МВР и кажеа готово ние како сега ќе завршивме. открие. Само лова со Груевски, како ќе го протолкуваш? Види, Дека Груевски е најпопуларен во државата, ти беше голем критичар на не, Груевски. види, јас бев критичар на Беше и поддржувачи начинот на кој што владата на Никола Груевски последните неколку години работеше, не бегам од тоа. И јас се што тогаш зборував дека ќе се случи, денеска не се случи. И полош. И полошо дури. Јас кога предупредував за дивењето на Тодоров, за поступувањето на Спиро Ристевски, дека они не се ВМРО, дека се напечалба во ВМРО дојдени, и во суштина тоа така испадна. Кој прв појде да се помирува со Зоран Заев? Кој прв седна во скутот на Зоран Заев? Па истите тие луѓе против кои што јас тогаш активно се борев. Кој што кажував дека партијата имаат узурпирано за своји лични цели и видовме дека на крајот на денот испадна така. Така му да е. Суштински, па ајде демантирајте ме со еден податок дека не е така. Баш така му да е. Ајде, јас дешлим че јас имам една мана што чувам податоци од све. Сега да ми кажеш само во 2009 година што си зборел по интервјуа, ќе појдеме кај мене дома, има фолдер 2009 и ќе извадиме се што сум зборувал. Тогаш мене многу ме фалеше, мора да ти кажам. Ама види се, јас ја зборував само вистината. Јас и денес кажувам дека Критичен беше кон Боцевски. виза no way немаше да успее. Не, беше. Ако СЕП не застанеше позади иницијативата. Точно. И ако некој проба да го спори тоа, и слики, и документи, се чувам. Не само тоа, ја имав критики од ЕУ зошто СЕП ги поддржува студентите што протестираа во Брисел. Ние Брисел отидовме да студенти пративме да протестираат. Демек зошто сум излегол да ги поддржам, па како да не ги поддржам? Ние тогаш Требало внатре, ма немој. иницијативата доби широка поддршка тогаш. И јас тоа е неспорен факт, сам. Нека проба некој да го спори, ќе донесаме на хард диск на кој што ги имам сите документи и ќе седнеме документ по документ да му ги презентираме да видат дека зборуваат глупости. Мене ми е тоа најголема мана што буквално се чувам, јас после кога си појдам дома, ќе се одам на пат, кога ќе се вратам од пат, ќе седнам емисијата, ќе ја симнам, ќе ја архивирам, ќе ја ставам во фолдер 2022 година. Со Липчо зборувавме дека на пример штета што на анкетава не е ставен Јосип Роститој. Лазар Колишевски, Драголјуб Ставре. Види, они во суштина Благој Попов, овакво. Имаат ставено луѓе кои што се уште ајде да кажеме може да допринесат нешто или мислат дека може да допринесат нешто во општествено-политичкиот живот. И е интересно што го ставија Груевски на црна листа, а од друга страна го стават и на Нема, анкета. пише дека било спонтан одговор. Значи, ги прашале луѓето, изјаснете се вие самите. Не верувам, види, ова се Така пишува во добро анкета. структурирани анкети, не верувам дека Не, тоа може да пишува, биде одговор, да биде изговор за тоа, ама не мислам дека они оставиле нешто на случајност, поготово кога се прават вакви сериозни анкети, нема простор за Значи, на само случајност. според ја мислам дека
Тито, доколку го ставиле, би победил на нова Па сега, боже мој, доека не го ставиме, научно не можем да кажем дали би победил или не. Да, во однос на рейтингот на политичките партии гледаме дека ВМРО-ДПМН со колку гласа ова преведено во гласови, тоа ме интересира. Па сигурно ќе оди на 330.000 гласа. Разликата прачува Липчо. Малце е тешко да се прогнозира тој момент ради тоа што има голем дел кој што одбиваат да дадат одговори, тоа не знаеме како би се рефлектирало во некоја пропорција, али бројките покажуваат дека СДСМ во идеални услови би освоила максимум 35 пратеники, ништо повеќе од тоа, без Максим Димитриевски ставен на листа. Колку 30? Максимум 35. Во идеални, значи најидеални услови. Значи да нема ни еден скандал, да нема ни еден проблем до тоа, да не Максим Димитриевски да одлучи да не оди на избори. Туку да оди со нив и да биде на стална листа некад, добро. Значи 35 пратеника им е плафон и од тука и она излезен и од тука се тие трибини, активности на терен. Влечење автобуси да се покажи масовност, да се. Јас повеќе тоа би го гледал како чување на стравата. Не ти изненади овој факт што во условно кажано албанскиот блок на куп целата опозиција е посилна од ДОИ? Па не, тоа и во претходни анкети се прелее по тебе тоа, така ќе биде. Во претходни анкети се покажувало, добро. Да, се покажувало, но еден момент има околу алијанси и алтернатива. Може да се забележи дека алтернатива после влегување во власта има пат на рейтинг. А тоа може да биде силен сигнал за алијанса и за Таравари дека влегувањето во владата по дефолт значи пат на рейтинг. Или претопување во тоа сивило кое што ние секојдневно го гледаме. Тоа е имаше на заклучок кој ќе ги компарирате бројките. Ти благодарам за ова гостување ово утро. Ама ме пресече, реков уште нешто ќе ме прашаш. Го пробивме терминот. Почитувани слушатели, ви благодарам на поканата пред се. Во огромен број не следевте на социјалните мрежи, тоа ми е навистина драго. Останете со 107,4 FM. Продолжите да не следите овде. Јас сум Љупчо Златев, главен одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Горан Лазаровски. Утре Боцевски ќе биде сам, затоа што јас молете се за моето здравје.